Почитуван подпредседател Милошевски, почитувани пратеници, почитувана јавност, дозволете во рамки на оваа дебата за, како што сите констатираме, најстратешкиот документ во државата, кој што го носи собранието, а е најбитен и за граѓаните, тоа е буџетот, во овој случај и ребалансот, да го искоментирам, без да навлегувам во општите детали кои што беа веќе кажани околу самата структура, за тоа дека е популистички, изборен, за од каде доаѓаат дополнителните средства, за што се наменуваат, сите оние отсуството на поддршката на клучните економски сектори и така натаму, без овие средства да бидат вметнети во програмите, односно најголем дел да се трошат за стоки, услуги и непродуктивни трошања, особено пред избори, да го коментирам делот кој што се однесува на една ставка, која што за прв пат се случува на ребаланс да бидат намалени субвенциите, односно да биде намалена поддршката на земјоделците, конкретно со факти во програмата за финансиска поддршка. Тоа, ако го анализираме наназад со факти, не се случило во ниту еден период, ниту во една година и секогаш со ребалансот во делот на финансиската поддршка се додавани дополнителни средства. Ова е прв исклучок, прва влада која што крати со овој ребаланс на земјоделците, односно крати на субвенциите. И како изгледат бројките кои ќе ги погледнат? Ако знае владата да се фали со реализација на 8,3 милиарди денари во финансиска поддршка минатата година, или 23-та година која што исто така е завршена во делот на финансиска поддршка со 8,2 милиарди, значи постојано зголемување на поддршката во делот на земјоделството. 2023 е без програмите кои што оваа влада ги укина во 2024 година, кои што беа плюс средства за земјоделците и со драстично намалена во 2024 година поддршка од ИПАРД, заради тоа што ориентацијата на владата не е кон Европската унија и користењето на европските фондови. Последствено на тоа и се намали поддршката и реализацијата на ИПАРД програмите, на неповратните средства. Од 8,3 со овој ребаланс, со кратењето кое што го имаме буџет од 6,7 милиарди, што никогаш не се случило да, како што кажав, со еден ребаланс се крати токму на земјоделците. Тоа се околу 30 милиони евра помалку средства од претходните 2 години кои што беа завршени како поддршка во делот само на една програма, тоа е програмата за субвенционирање на земјоделците. Од една страна слушаме постојано за останати субвенции, неисплатени и така натаму, а од друга страна кратиме токму на овој дел. Па како ќе бидат сервисирани и како ќе бидат исплатени, а се уште не се. Да подсетам, се уште не се исплатени дополнителната поддршка за одгледување на овци. Се уште не е исплатена дополнителната поддршка за 2024 година за одгледување на кози. Дополнителната поддршка за градинарите во Струмичко не е исплатена. Врие во Преспа заради тоа што за 2024 година не се исплатени 3 денари за дополнителна поддршка за предадено јаболко. И ќе зборуваме и за намалените и за окинатите програми, меѓутоа имаме долгови кои што се од 2024 година кога комплетно оваа влада го завршува буџетот и не ја заврши со комплетна исплата на субвенциите. Не само што се крати на овој дел на програмата за директна поддршка, туку постојано слушаме овие денови една манипулација и таа провеува постојано се вадат некои бројки кои што се манипулативни, затоа сакам да биде разјаснена. Да, се крати во делот на земјоделството околу 500 милиони, а се додава во програмата за рурален развој. Но каква е реалноста и какви се бројките во истите овие 3 години во програмата за рурален развој, која што треба да биде прочем инвестициска, која што постојано треба да се зголемува и каде што поддршката треба да расте. Ако во оваа програма во 2023 година сме имале 1 милиарда и 100 милиони, еве програмата, во оваа програма сме имале 1 милиарда и 100 милиони. Во 2024 имаме 1 милиарда и 348 милиони денари, над 20 милиони евра. Во 2025 година, првата програма носена од ВМРО ДПМН и од оваа влада, на инвестицијската програма која што треба да се поддржува и да се зголемува, е во износ од
271 милион денари. Значи за 5 до 6 пати намалена поддршката, односно вкупниот износ на програмата за рурален развој, каде што се поддршката на младите земјоделци, на жените земјоделки, за набавка на механизација, за набавка на трактори, за системи за наводнување, за сите инвестициски мерки, не пари директно за субвенции, туку пари за инвестиции. Ако била 1 милиарда и 300 милиони пред 2 години, ова година ова програма е 287 милиони. И денеска слушаме како пратениците од власта се фалат, не кажуваат дека се крати на субвенција, ама кажуваат дека се додавале пари во програмата за рурален развој. Меѓутоа реалноста да се знае, ова програма ја кратите на почетокот на годината од 1 милиарда и 300 на 270 милиони денари и сега се додаваат 400 милиони. И со овие 400 милиони, ова ќе биде износ скратен за половина од вкупните средства кои што или ако ја земете 2023 или 2024 година биле обезбедени од страна на владата на СДСМ. За половина, односно за околу 100% се крати програмата за рурален развој каде што се сите инвестициски мерки. И тоа сака да се тука изманипулира, да се читаат бројки што ни дале од парламентарен институт дека оваа програма се зголемува. Прво ја намаливте за 6-7 пати, па се зголемува за 400 милиони денари и повторно ќе биде на половина од износот кој што го обезбедувал СДСМ. Дополнително на тоа, кратите на земјоделците во износот на субвенциите, што за прв пат се случува, да потенцирам повторно, со ребаланс да бидат скратени овие средства. Ако одиме понатак, другите програми кои што ги менаџира владата или министерствата, се укина за секојаш програмите за малите земјоделци, заради тоа што вчера слушам изјава на премиерот, како кажува дека еве сега ќе даваме поддршка на вистинските земјоделци и така натаму, и се представува нешто што во реалноста го нема, дека имало некој нов модел. Новиот модел на субвенционирање, почитувани, вие го укинавте. И ова кратење на средства од 8 на 6,7 милиарди, граѓаните земјоделците треба да знаат, е заради тоа што во последните 2 години со новиот модел, кој што во партнерски однос со земјоделците беше креиран, договоривме и се реализираше за прв пат од постоењето на платежна агенција и на програмите, за прв пат до крајот на годината да бидат исплатени првите 30%. И така е по директива и сите регулативи на Европската унија. 30% да бидат исплатени до крајот на годината, а остатокот да биде евидентирано производството, да биде докажано производството, најголемите критики кои што беа насекаде во јавноста, тој модел се укинува моделот во кој што беа фаворизирани стратешките култури на државата и ова значи дека земјоделците до крајот на годината нема да добијат 30% поддршка од програмата за субвенционирање. И затоа се крати сега со ребалансот, заради тоа што го укинавте моделот, нема нов модел, продолжувате по стариот популистички модел и земјоделците за прв пат нема да добијат 30% авансна исплата. А што ви пишува во програмата за 1198 дека 180 милиони евра ќе биде поддршката за земјоделството. 180. На пола нема од ова да се реализира, ако кратиме на субвенции 30 милиони евра, ако половина од програмата за рурален развој е скратена, ако се укинат и програмите за малите земјоделци, кои што беа како буџет надвор од директните субвенции, и тоа по 5 до 10 милиони евра годишно само за малите земјоделци, како најголема реформа и визија која што сме имале, и која е успешна заради тоа што од нула за 3 години успеавме да регистрираме над 4000 мали оператори со храна. Меѓутоа, што е доказ дека вашата политика не е кон малите земјоделци, туку кон големите? Една друга одлука на владата. Тоа е оваа одлука. Тоа е уредбата која што имате донесено за поблиски критериуми за директните плаќања, за субвенциите, каде што лимитот кој што го воведовме во 2018 година, а кој што претходно во ваше време повторно го немаше. Имаше фирми кои што добијала по 2, по 3, по 5 милиони евра субвенции. Во 2018 година решивме да тој износ биде 18 милиони денари, за да има за помалите повеќе пари. Вие ја продолжувате сега таа стара истата политика на Груевски, да нема лимит за големите. Да сега десетици милиони евра наместо кај малите со
тргањето на лимитот кој што е направен со оваа уредба од оваа година, каде што го нема веќе 18 милиони денари, туку 1 милион евра е лимитот, што значи големите компании кои што имаат поголеми површини и така натаму ќе добијат повеќе, а претходно колку да беа големи, тие добива максимум до 18 милиони денари. Така како што е во сите европски земји, така како што го развиваат модерното земјоделство сите напредни и членки на Европската унија. Меѓутоа, вашата политика не е за малите, затоа денеска се крати. Честно е да се каже на земјоделците дека до крајот на годината нема да добијат 30% пред време на аванс на исплата, заради тоа што го кинавте моделот, меѓутоа за големите исто да знаат дека ќе си добијат по кој милион, кој 2 милиони, кој така натаму. Значи ќе се без оглед нема да важат ограничувањата дека колку и да се големи компаниите, максимумот што може да го добијат од 18 милиони денари. Сега ќе добијат толку колку што со овој тргнат лимит може максимум да добијат, а тоа е 1 милион евра. Ако ја погледнеме ИПАРД програмата, каде што не се врши никакво зголемување, и тоа е факт, ИПАРД не е во интерес на ова влада и на ова министерство, факт е дека е добиено едно многу тешко писмо од Брисел, и тоа писмо сите го имаме, во кое што се алармира за критичните точки, заради тоа што системите во платежна агенција не функционираат, заради тоа што 136 луѓе од министерството заминале, заради тоа што овие денови напуштија работа во платежната агенција клучните луѓе, професионалци кои што работеа на ИПАРД, заради тоа што министерот еднаш вели дека 60% од ИПАРД 3 е реализиран, а 60% треба да е 60 милиони евра, а втор пат вика дека 3 милиони евра се реализирани. Ето толку е интересот и посветеноста на неповратните средства, на она во што земјата беше лидер, во искористеноста на ИПАРД 2 програмата. Катастрофа ќе доживееме со ИПАРД 3 програмата, и тоа ќе го видиме низ бројки, и веќе во писмото се вели дека Македонија не е лидер во спроведувањето на оваа програма. За жал, целиот регион иде напред, додека ние идеме назад, и Албанија, која што минатата година доби суспензија за користење на ИПАРД фондови, денеска им се отвараат фондови од 1 милиарда неповратни средства. Ние наместо 1 милиарда или повеќе неповратни средства во земјоделството да обезбедиме и да се избориме, па да збориме за модернизација на земјоделството, ние денеска се задолжуваме со 6 или 7 милиарди евра. Идните генерации за спроведување на проекти надвор од европските правила. Ако 1 милиарда не следи во земјоделството, може да во една програма, тоа е програмата за субвенции, може да претпоставиме во сите останати сегменти, сектори, колку е огромна поддршката која што можевме да ја добиеме доколку го продолжевме европскиот курс. Но за тоа во друга прилика ќе има прилики во кој што и тоа ќе го зборуваме. Нема ниту една нова мерка и нема ниту една нова програма. И не само што нема нова програма, него, како што кажав, кинати се низа на програми кои што денеска не ги гледаме и кои што беа дополнително во буџетот секоја година. Оно што исто е битно, во една година немаме усвоено како собрание и добиено ниту еден закон. Ниту еден закон во делот на земјоделството. Единствениот закон кој што се наоѓа на ЕНР, тоа е Законот за земјоделство, и во тој закон единствената и најкрупната реформа е што го тргате рокот од 30 јуни во оваа година за да се исплатат субвенциите од претходната година. Што значи се враќаме повторно на старото, отвараме простор да субвенциите во наредниот период може да доцнат и да бидат исплатени по 3 и по 4 години. Во минатиот период поставив две прашања кои што се однесуваат на зелената нафта и на програмата за овоше европската мерка во градинките. После тие прашања конечно ги распишавте постапките, меѓутоа денеска може да заклучиме дека како никогаш досега наназад, еве денес нема договор за избор на оператор за зелена нафта, што значи нема да има картички за зелена нафта земјоделците, нема да добијат во август пред почетокот на сезоната за сите култури, како што било пракса во претходниот период, во август да се делат картичките. Нема свежо овоше по градинките, а веќе од тоа што треба да се набави и нема да има овоше, заради тоа што помина периодот на
на тие овошје, уште нема договор за избор на оператор, иако во крајот на јули почнуваше почетокот на реализација на оваа програма, еве сме крај на јули, повторно нема свежо овошје за децата во градинките и така натаму. Но оно што е клучно, беше најавена сериозна модификација. Министерот кажа сериозно ќе модифицираме се во програмата за зелена нафта и во програмата за свежо овошје. И во 2024 и во 2025 запирка не е смената од програмата. Запирка не е смената во јавниот оглас и ништо не е променато заради безидејноста и заради немањето на нова идеја и што е тоа што треба да се прави. Едноставно се продолжуваат политиките кои што претходно се коментира, се критикува, се правеа криминални и така натаму, меѓутоа 10 милиони евра годишно благодарение на воведената зелена нафта од СДСМ добиваат земјоделците плюс, ништо не променивте и не само што не е променето, туку и нема договор и тие нема да ги добијат картичките во август, заради тоа што сите знаеме кои се роковите и да се избере, заврши постапката, да се избере оператор и така натаму. Доцни аплицирањето. Никогаш до 15 август не траело аплицирањето, меѓутоа системите не функционираат, ДМС-от во Министерството не функционира, многу работи смислено не функционираат, САПот не работи во платежна агенција. И тоа на тоа Брисел се чуди. И на многу други сегменти кои што се крајно дискутабилни и кои што доведуваат до помала искористеност на европските фондови, но и до помала реализација на програмите сега. Бидејќи немаме договор за зелена нафта, нема договор за свежо овошје, доцна исплатата на дополнителната поддршка за овците, за козите, за градинарите во Струмичко, за јаболката и така натаму, и да не збориме за рекордни цени за кои што некој сака да збори, кои што ги имаме во целиот овој период и точно може да се споредат. Ова безидејност е и заради тоа што нема комуникација со земјоделците, нема совет за земјоделство уште формирано министерот во рамки на владата, нема подсекторски групи и затоа и нема никаква нова мерка или нова програма, односно имаме само укинување на постојните мерки, намалување за кравите од 12 на 8.000, укинување на мерката за предадено заклано јагне во кланични капацитети, укинување на програмата за мали производители од храна, каде што имаме 4000 нови оператори, што се бренд на се што е македонско, и македонските винари, и македонските производители на кашкава, на сирење, на джемови, на ајвар, на сето оно што стана познато и благодарение на оваа реформа може да се продава од прак. Сега тие оператори не добиваат поддршка и тие програми се укинети и им се вели дека имате програми во другите мерки, каде што има сосема други небулози кои што се направени. Пример, во програмата за да аплицирате за мала винарија, се бара да имате и стока. И таква утка е направена, меѓутоа да кажам една паралела, ако во една година се регистрира во 2023 99 винарии, и вкупниот број на мали семени винарии е 250 и нешто, од периодот 1 јули, на 24 јуни се направи владата, 1 јули да го земеме, до денеска има само една нова мала семена винарија регистрирана во државата. Тоа говори за отсуството на поддршка кон лозарите кои што треба да преминат во мали оператори со храна, односно мали винарии, и отсуство на визијата. Или едноставно се оно што било претходно, ако може да го кинеме, да го кинеме. Абе дайте да го продолжиме тоа што е добро, затоа што ништо не почнува од некој од нас. Сите добри политики на било која влада треба да бидат продолжени и да бидат надградени. Овде немаме ништо ново, овде нема ниту една нова програма, односно имаме укинување на многу други програми. Затоа поднесовме амандмани, а нема слух за никој од тековните амандмани кои што беа, за да се врати поддршката на кравите на 12.000, за да ја вратиме мерката за предадено јагне, за да има дополнителна поддршка за пшеницата и така натаму. Оно што исто е битно кога збориме за откупните цени е сериозното намалување на откупните цени во целиот овој период. Оризо тако во последната година на СДСМ се продаваше, откупуваше за 40 денари, денеска е за 26 денари. Годишниот извештај на единствениот земјоделски пазарен информативен систем говори за точните бројки, не да ги измислуваме.
дека откупот на пченицата во 22 година бил 17,65, а денеска е 10 или 12 денари. Откупот на оризот е таков каков што е, но и на многу други земјоделски производи, што говори за погрешните и поразителни политики на оваа влада. Благодарам. Благодарам. За реплика е пријавен пратеникот Малиша Станковиќ. Повелете.